Земјоделците ги оставивте со неисплатени субвенции. Наместо 1200 денари давате 800 денари за грло говеда, додека пак за тутунот намаливте од 100 на 80 денари. Со вакви обвинувања од поранешниот министер за земјоделие, а актуелен пратеник од СДСМ Љупчо Николовски, почна седницата на која се бара пратениците да му изгласаат недоверба на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Цветан Трипуновски. Кога веќе ги лажевте земјоделците со некаква зголемена поддршка, а истата е помала од било кога претходно, бидете искрени барем до крај и кажете им на земјоделските производители дека ги задолживте идните генерации со 2,5 милиарди евра и тоа е единствената работа која што направивте, меѓутоа кажете на земјоделците за вас нема пари, снаоѓете се како знаете и како умеете. Трипуновски му одговори: кога дојдов на позицијата начекав хаос, неисплатени плати, субвенции, долгови, нереализирани проекти. Од собраниската говорница актуелниот министер рече дека тој функцијата ја започнал со обврска за исплата на заостанати плати на 1600 вработени од национални шуми. Немале земено плата 4 месеци, додека пак вработените од водостопанство немале плата и придонеси повеќе од 5 месеци. За работата на Николовски како предводник на ресорот во претходната влада, Трипуновски посочи дека тој е единствениот министер кој по доаѓањето на власт го раскинал колективниот договор подпишан со синдикатот. Еден пример само ќе ви кажам во име на вистината. Вие, почитуван Николовски, кон млекарите повеќе од 17 месеци немавте исплатено субвенции за предадено литар млеко. Тоа се факти и бројки кои што се реално проверливи. Овека не да се докажуваме кој е виновен, кој е прав, него вистината има една страна. Во периодот од 2017, кога ја преземавте власта, до периодот 2023 година, бруто додадена вредност по констатирани цени во секторот земјоделство бележи негативни просечни годишни стапки од минус 4,4%. Ова е податок од државна официјална институција која што го рангира и го котира вашето владење како власт во тоа време. Претходно на седницата претениците ја констатира оставката на вице-премиерот за добро владење Арбен Фетај. По затворање на точката за интерпелација на Трипуновски, собранието ќе продолжи да ги разгледува и преостанатите точки, а меѓу нив се и законот за правична застапеност, законот за игрите на среќа, како и законот за заштита од употребата на производи од тутун и сродни производи.